Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија, ова пресконференција е како реакција на утринската изјава на Артан Груби, поврзана повторно со скандалозниот договор за изградба на коридорите 8 и 10. И нашата реакција е повторно во насока на одбрана на македонските граѓани од вакви катастрофални договори и вакви страшно високи пенали кои што ќе треба да ги исплаќаат повторно граѓаните на Република Македонија. При тоа Артан Груби и Димитар Ковачевски сакаат по брза постапка, без дебата во собранието повторно, да донесат низа закони кои се во спротивност со голем број правни начела и уставни одредби. Не може, почитувани граѓани, да биде европска вредност 60-часовна работна недела, која е спротивна на Уставот, за која Уставен суд веќе има донесена одлука и истата е повторно спротивна на европските начала. Не може да биде европска вредност експресно доделување на дозвола за експлоатација на минерални суровини без строго предвидена постапка која опфаќа заштита на животната средина, на археолошките локалитети, природните богатства и така натаму. Не може да биде европска вредност во споставување на законски паралелизам. Носењето на законските измени по скратена постапка, повторно под превезот на европското знаме, е насилие и криминал, кои Груби и Ковачевски се обидуваат да го прават во името на Европската Унија, почитувани граѓани, што е на целосна штета на интегративниот процес на Република Македонија во Европската Унија. Артан Груби треба да знае дека криминалот не е европска вредност, како што тој сака да го прикаже. И Артан Груби и Димитар Ковачевски го злоупотребуваат механизмот на гласање закони со европско знаме за да крадат во името на Европската Унија, што и штети и на државата, и на незините граѓани, и на репутацијата која што треба да ја градиме во позитивна насока, а не во насока на криминал. Од представништвото на Европската Унија во Македонија веќе потенцираа дека ги следат случувањата со договорот со Бехтел и ЕНКА и дека државата е должна да го почитува договорот за стабилизација и асоциација, што со други зборови значи овозможување на конкуренција и транспарентност на процесот. Воедно денес Артан Груби уште еднаш призна дека тој и Ковачевски подпишале договор со кој е предвидено исплата на пенали од над 150 милиони евра, кои што се пари од буџетот на Република Македонија, односно средства од граѓаните на Република Македонија, но истиот тој Артан Груби не кажува дека обврската за исплата е веќе реализирана. Артан Груби и Димитар Ковачевски се навлезени до гуша во криминал. Без разлика колку и да се обидуваат тој свој криминал да го маскираат под превезот на нашите, односно нивните стратешки интереси како држава, односно да релативизираат дека тоа е добро за нашиот евроинтегративен пат, сепак тие го прават тој криминал за кој одговорност дефинитивно ќе има, бидејќи со нивното работење и со нивното крадење и криминал ние сме секој ден се подалеку од Европската Унија. Ви благодарам. Дали имате прашање? За жал, ова не е прв пат. Ова влада, предводена од ДУИ во коалиција со СДСМ, да прави вакви преседани и закони кои што немаат никаква допирна точка со европските регулативи, усогласување и слично, да ги предлагаат со европски знамења. Во таа насока нам овде ни се врзуваат малку рацете. Ние ќе дадеме повторно се што можеме, ќе ги искористиме тие 2 дена дебата, навистина да аргументираме и да ги образложиме причините зошто не поддржуваме вакви законски измени, бидејќи се навистина на штета на граѓаните. Ќе дадеме се од себе, меѓутоа да, за жал сте во право, овие закони најчесто поминуваат, некогаш дури и скандалозно, вие како новинари, но и мислам дека и македонската јавност била свесна на скандалозно однесување на таа комисија, каде што најчесто се злоупотребуваат регулативите на Европската Унија, односно се злоупотребува европското знаме. Јас не верувам, пред малку имаше изјава дека ВМРО ДПМН сака да ги блокира овие проекти од стратешки национален интерес.
Јас не верувам дека било кој граѓанин во Република Македонија не сака да се вози по здрави патишта, по убави патишта, бидејќи знаеме добро сите каква е состојбата и знаеме дека во изминативе 7 години оваа влада ништо не направи. Но да се обвини опозицијата дека не сака патишта е апсурдно. Во најмала рака кажано апсурдно, бидејќи ние сакаме Македонија да биде држава во која што секој ќе се вози по добар и безбеден, пред се безбеден пат. Со вакви манипулативни предлози и договори кои што не се објавуваат во јавност. Внимавајте, владата имала 2 години да ни го презентира договорот, бидејќи меморандумот за соработка помеѓу владата и Бехтел и Енка е потпишан на 31 март 2021 година. Значи 2 години имаа време да го презентираат овој договор. И во собрание, и пред граѓаните, и да се отворат јавни дебати во однос на ова прашање. Меѓутоа, ние видовме сега дека овој процес е целосно нетранспарентен, дека овој договор направен во 4 очи и тоа на чија штета? На штета на македонскиот граѓани. И затоа ќе се бориме со сите правни и демократски механизми кои што ни ги дозволува собранието, но за жал овој криминал не знаеме дали ќе успееме сега да го спречиме, затоа постојат избори на кои што граѓаните ќе ги казнат и на тој начин ќе се спречи барем она што може да се спречи до следните избори. Во собранието се уште се преговара и се разговара, значи во тек се неколку тела и неколку комисии кои што се засегнати од овој договор. Се уште немаме дефинитивен одговор на која комисија би се разгледувала тоа и пред кои пратеници. Бидејќи од една страна нели велиме само пратениците со безбедносен сертификат, но од друга страна пак тие мислам дека беа 22 пратеника кои што се подпишани на оние пред 8 поднесени закони, не сите од нив се со безбедносен сертификат. Значи и тука има една нетранспарентност кај владата. Од една страна велат да само на тие без со безбедносен сертификат, од друга страна го гледаат и без безбедносен сертификат. Така да во овој хаос кој што влада е во државата, а во собранието е многу видлив, не можеме да знаеме кога би имало некаков одговор на тоа прашање, на која комисија или кој ќе има увид во тој договор.